Драги ученици, добре дојдовте во Училница. Јас сум Мери Ќурчиева, наставник во Основно училиште Свети Кирил и Методи. Овој час е по предметот Природни науки за второ оделение. Наставната единица е идентификување на сенки. На овој час ќе научите да идентификувате сенки, ќе истражувате од што зависи големината на сенките и ќе правите разни видови сенки. Да се потсетиме. Кој е најголем природен извор на светлина? Точно, Сонцето е нашиот најголем природен извор на светлина на Земјата. Бидејќи светлината патува во прави линии, настануваат сенки. Сенките настануваат кога предметите ја попречуваат светлината. Своја сенка имаат луѓето, растенијата, животните и сите предмети околу нас. Освен Сонцето, постојат и други природни извори на светлина. Звездите, светулките, некои видови риби што живеат во длабочините на морето. Постојат и вештачки или неприродни извори на светлина. Свеќи, светилки, светилки на масло, електрични светилки. Сенки може да се направат и надвор кога е сончево. Луѓето се непрозирни, светлината не минува низ нас и ние создаваме сенки со нашите тела. Сенките немаат детали. Децата на сликата не можат да го видат своето лице или облеката, туку само формата што ќе ја направат. Тие се споени со нивната сенка, односно нема простор помеѓу нивните стапала и почетокот на нивната сенка. Облаците, авионите, птиците и другите летечки предмети создаваат сенки што не се директно поврзани со нив. И во затворен простор можат да се прават сенки. Имаме извор на светлина, батерија и еден предмет, играчка, носорог, кој е блиску поставен до изворот на светлина. Да видиме што станува со неговата сенка. Забележуваме дека сенката е поголема. Значи, кога изворот на светлина е блиску до предметот, тогаш неговата сенка е поголема. Повторно го имаме истиот извор на светлина, батериска ламба, но сега играчката ја оддалечуваме од изворот на светлина и да видиме што забележуваме. Забележуваме дека сенката е помала. Значи, кога изворот на светлина е подалеку од предметот, тогаш сенката е помала. Со помош на силна светлина, осветлете некој ѕид во затемнета соба. Испружете ги рацете пред светлината и правете сенки на ѕидот. На сликата е представена сенка направена со дланки, која има форма на пеперутка. За да ја направите оваа форма, треба да ги расширите дланките и да ги споите палците. Истражувајте и експериментирајте со вашите раце, правејќи различни форми на сенки, на полжав, конј, птица, волк, куче, елен, лебед, зајак и слично. Јане и Марко со помош на вештачки извор на светлина, односно батерија, над ѕидот од нивната училница направиле сенка со помош на дланки. На што ви личи добиената сенка што ја направиле? Точно, тие направиле форма на сенка која личи на куче.
Ајде да ги препознаеме следниве сенки. Веќе погодувате, ова е сенката на, точно, врапче. Следната сенка е сенката на мравка. Оваа форма на сенка е пеперутка. И на крај сенката на домашното животно, точно, тоа е домашното животно крава. Да ја поврземе секоја форма со незината сенка. Која 3D форма е представена на првата слика? Точно, тоа е 3D формата цилиндар, ја поврзуваме со сенката цилиндар. На втората слика имаме 2D форма, која ви е добро позната и се вика, точно, триаголник. Го поврзуваме со сенката триаголник. Повторно имаме 2D форма, која се вика звезда и ја поврзуваме со сенката звезда. Оваа 3D форма се вика, точно, тоа е коцка, ја поврзуваме со сенката коцка и на крај имаме 2D форма, која се вика петаголник, бидејќи има 5 страни и ја поврзуваме со сенката петаголник. Следува домашна работа во работната тетрадка по природни науки на страна број 5. Уште една активност да ја нацртате сенката на своето другарче во различни делови од денот и разговарајте што сте забележале. Ви благодарам на вниманието.